Хеј, Пандамониум радио шоу, сезона 3, епизода 6. Здраво и добродојдовте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч, ово до мене е мојот човек Трајче Екиет Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипа, се надам дека сте добро. Епизода број 6, сезона број 3. Вкупна епизода 66, без тие спешал едициите кои ги правевме од Амок радио. Првата пилот емисија и сега последнава на Podpin Music Conference. Лека по лека движиме низ третата сезона и тоа е интересно дека секоја недела некако ни е полно со активности пред се, а со тоа и теми за муабет и содржина за нашиот подкаст, што е многу добро. Види, некако малце тоа не дека неспремни, ама на еден начин и неспремни, бидејќи не знаеме индустријата што ќе донесе, не знаеме што ќе се случува тековно, не знаеме какви албуми ќе искочат, не знаеме какво што ќе се дешава, евентите сами по себе доаѓаат, некако работите сами си дојдоа едно по друго и многу сум среќен за тоа го зборам онака и исполнет сум за тоа што се дешава. И да, мислам дека е барем до крај на година, барем овие месеци пол онака ептен си исполнети цела епизода за епизода, као дури и си викаме као вау, има премногу работи за зборење кои што и не верувам дека ќе можеме да ги спомнеме сите наеднаш во следната епизода. Брат, мене некако многу брзо ме фати таму од некаде од пред Пин таа недела, као што влегов во бубањот. Да, нема излагање. Нема излагање минимум до 15 јануари, онака. Затоа малку излегов од форма и со трчање, со вежбање и со некои такви редовни работи што си ги правам во текот на неделата и после оваа недела би сакал бар малце да ги вратам и да влезам во нормала, али реално е дека нема да се деси тоа. Имав уште еден многу испунет викенд, многу напорен викенд, многу напорни недела дена претходно. Али вака се вторнички можам да кажам дека конечно онака е скоро се привршено и дека може да кажеме дека концертот кој го организиравме заедно со целата екипа на Шршац, на ДНК и на Паспорт продукција искочи добро и искрено сме многу задоволни дека тоа така помина. Збориме за 20 години ДНК, верувам дека видовте, слушнавте, можеби не слушавте нас тука кога зборевме со Лази, со Панчо кога ни беа на гости. Ти беше као гостин таму и мило ми е дека дојде. Бист беше таму и ни помогна дури нешто и за визуализациите. Шараут до Бист. Како си поминавте? Кажи ми импресии прво од доле, па после да позборам малце како си даше се тоа позади бината, да речем. Морам прво да дадам честитки огромни за тоа што го направивте, дефинитивно. Уште дурбев таму, уште дурбев внатре, дур се дешаваше концертот константно онака. Со Дарко си пишувавме работи, мислам ја поише него ли он имаше работа. Али као не можев да не коментирам бидејќи стварно онака многу години имаат поминато од кога сум бил на таков семакедонски концерт. Што значи тоа? Па само да има само македонци, брат, да има само македонска музика, да има само македонски артисти, па посебно артисти кои што и онака не можеш да ги видиш сите на едно место, некако добар спое и као мислам дека тоа и опишува многу ДНК како група и како кариерата што имале, дека соработуваат со најразлични луѓе, со најразлични артисти, онака као Ена беше тука, Тамара Тодевска беше тука, Джамбо беа тука, Наум Петерски беше тука, Таско беше овде, Дади беше овде, као до многу различни генерации, многу различни луѓе, многу различни артисти од секој калибар и као ми се свигаше, не дека сум фан на сите нив, ме разбираш, као можам да кажам дека ја не би се нарекол ДНК фан, али ја поштојам музиката таа што ја прават, као онака не можам да одам против тоа што тие го прават. Не го мразам, немам причина зошто да го мразам, не ми смета и баш напротив го почитувам бидејќи вајда во Македонија тоа е они си единствениот пример кој што функционираат толку долго и толку се успешни за после толку години, 20 години тоа ова да биде кулминација. Има многу добра кулминација, дечки за тие што не беа. Салата беше преполна од самиот аспект дека тоа се деси, дека цела евена сала беше полна, онака немаше место игла каде да падне. Ја отидов у 8:15, го чекав Бист надвор, као влегов и добро, окей, се полнеше уште салата. И као да ме почна да пушта музика, он го загреваше настанот и се вртам позади мене и као све беше фул, брат. На еден момент не се ни осетив кога сите трибини си има наполнети од позади мене колку луѓе има. Отидов по време, малце отидов понапред, сакав стварно да онака да заставам, мислам да бидам и комотен ама нормално не сум човек што не можам да седам на трибини. Тоа ми е малце онака off-putting, ама
поштоен фактот дека и толку многу луѓе имаше на трибини што дојдоа, бидејќи кој што кажав, ДНК е за сите генерации и као има луѓе со фамилии, има со мали деца, што едноставно тоа е местото за нив, онака ако сакаш да се журкаш и да си поминеш пубо, можеш да си застанеш доле фанпит карта да беше 350 денари, 350 денари денешницава се 0 денари, као посебно за концерт од таков калибар, онака као багатела. И така да преубаво си поминав, професионално, многу технички, многу спремно, визуализациите на место, светлото на место, бендот феноменален. И онака ми се свија малите моменти на медлито кое што го правеа. Ми се свиѓаше наставот, ми се свиѓаше фактот дека немаше ниту еден артист немаше плейбек. Тоа го приметив, многу ми се свигаше дека претпоставам дека и не било дозволено такво нешто, дека морало да се иде. Па не, ама кога е тука бендот, тоа е единствен начин како може да свири и да се вклопи таму, бидејќи на крајот на денот сите гости дојдоа во светот на ДНК, не дека они излегоа надвор. И тие renditions лайв верзии онака, као еве конкретно баш зборевме со Бист, зборевме за тоа. 5 до 2 поише ми се свиѓа уживо и свирена него ли вако, ама битот е тако кај што можеш да го свириш уживо вака. Тоа е стори поентата и затоа е толку кечи песната бидејќи има грув, има тој и може да се инструментализира на еден начин. И многу ми се свиѓаше се до тоа, многу ми се огромен шараут за бендот што го има сработено се до тоа на толку различни артисти да се најдеш да isвириш лайв верзии онака да ги научиш сите тие ствари. Огромен шараут за Панчо и за Андреј исто така кој што го донесува ова онака на светло и плюс за вас брат кој што го организиравте се во. Искрено, не се сеќавам да сум бил на таков последно нешто што се сеќавам уопште дека сум бил во на не знам на толку многу луѓе валја и било 50 Cent 2009. Знам дека си имаат дешавано, знам дека други артисти ја имаат полнето таа сала, ама ја не се сеќавам македонци да имаат на полнето таа сала, така да се надевам дека се поише и поише ќе има луѓе кои што ќе полнат такви сали и ќе се дешаваат такви евенти онака, само со македонска музика, бидејќи баш видов и онака имаше некоја глупа сторија од оние лоши мем pages. Зашо на Инстаграм гледам само сториња од ДНК концертот, нели ги мразевме. И као тоа е брат. Она трансцендентирани из генерации, има најразлични фанови, луѓето ја сакаат музиката, и ќе се појават и ќе поддржат и мило ми е дека е тоа така. Брат, имаш многу рандом луѓе као брат ми што ми вика сите песни ги пеев, брат, сите песни ги знаев освен новата. Ми вика. Исто. Као сите песни онака го знаеш рефренот или знаеш некој дел од неа или знаеш некоја фора, знаеш Врчак Андреј TNT, знаеш да го испееш или некои такви моменти или авион. Ја тоа на Панчо го зборев уште пред 3-4 години. Носталгични се сите тие брат за нас. Некои песни имаат evergreen статус веќе од таа нивна, да речеме, early кариера. Да. Онака после толку години поминати 10-15 години тие песни се онака evergreen и многу генерации имаат израснато со тоа. Не знам со кој се смеевме пак исто и на концертот као сите тие ДНК и Врчак Планет у Охрид пред 2009 брат, пред 13 години. Сите го памтат тоа. Тие што биле моја генерација плюс минус, као биле таму, некој имал 15 години, некој имал 20 години, ама биле сите таму као. А тоа е. Затоа ти велам. А вечер ја памтат сите, подобро или полошо. Тоа ти велам дека тие песни посебно дека ги настапуваа песните што им се она најголеми на еден начин. Брат, имаат кој што кажа evergreen статус би било добар вакво, ама да не ни знаеш целата песна, референот секако го знаеш. 2-3 стиха од песната секако знаеш онака и ја знаеш, ја имав луѓе кои што мислам заедно бевме повише луѓе и као едниот другар од Радовиш исто така ми вика ги слушаш ли ДНК? Викам брат, ја ДНК немам пуштено мој живот, викам брат, дома на YouTube. Немам ДНК изгуглано брат. Ниту за ДНК бендот, ме разбираш, у ниту една форма. И као ми вика, брат, као да не ги знам песниме, ме разбираш, као не можеш да не ги знаеш, посебно стариве хитови, можеби новите не ги знам стварно. Ама оние стари не брат, легендарни не брат, што се веќе плюс 10 години, посебно старите со Врчак и со Тамара брат, не можеш да не ги знаеш брат, као тогаш колку и да си бил, си бил сунгер за музика, радио,
ако си искочил у некаде у некој клуб ќе ти ги пуштат Панчо, брате, DJ 20 кусур години си бил на него, вакво може он да има пуштен. Остануваат у глава, брат. Легендарни се сами по себе и го имаат тоа истрпено тој The Test of Time, брат. И као What's not to like, ме разбираш? Тоа мислам дека најважното онака единствено тоа ако си некој елитист мором, брат, да деме као ДНК па сега не можам јас сам се рестриктирам да не ми се свиѓа песна. Бркај да работат и текно е, тоа ми е мене убаво ми е, ја не слушам ДНК и као легендарни се тебе песни. се свига или да не се свига музиката, тоа никој не го збори. Да бе? Или може да се свига една песна или 10 песни од нивниот репертоар или можеби и повопшто не се свига една песна. Ама ги знаеш. Ама не можеш, не, ама на кратно ден од 20 години е многу голем майлстон сам по себе, онака и тоа што звучи добро и тоа што се изгледаше добро Феноменално. е комплимент за нив пред се и за сите нас што го реализиравме ова. И онака е као само уште едно брат и да не ти се свија. Да, го направи. Не можеш да кажеш дека не е окей. Не, беше повеќе од окей. Масивен шараут у Панчо, кој што со многу муда пред не знам колку илјади луѓе го пееше Тоше, и извади некои вокали вакво и тоа го побива се тоа што кажа овде на подкастот дека не знаел да пее. Мислам дека тоа што не знае он можеби не е некој вокал вага талентиран сам по себе, али колку се гледа дека има работено на вокалот да го држи на некој одредено ниво, од технички аспект зборам. Тоа е многу добро, така да огромен шараут, многу е храбар потек тоа да го направиш, да бидеш успешен кон тоа. Не велам дека го испеа ептен онака, вау, Тоше, ама као му дае почит огромна за тоа. И сите тие мали моменти, брат, ми се свиеше моментот со тој хуманитарниот аспект на целиот момент, на целиот концерт. Ми се свиеше делот кај што онака ги дадоа почит на артисти кои што биле пред нив, кои што не се сега меѓу нас. Искрено ќе ти кажам, тоа мене и ме удри малце онака као стварно последен период се поише, мислам дека тоа е и онака, тоа мислам дека и со годините ми се дешава, се поише никад не сум бил, нема да се нарачам патриот, никад нема да се нарачам националист, онака далеко од тоа. Ама сум човек што се поише сага својата земја онака и се поише ги вреднува тие работи. И онака си викам, па да бе, тоа е македонска музика, е без разлика од каков жанр си, кој имаше артисти од најразлични, исто така, од фолк пејачи до поп музичари, све тоа, сите тие што не се и меѓу нас моментално беше оддаена почит, брат. Као не бе, освен него приметив таму Гоце Арнудов. Ама rest in peace Гоце Арнудов. Да, може го. Како и да е, не, тоа не е ни грешка, тоа него не мислев за лошо. Сакам само да надополнам. Како и да е, тоа е огромен респект, брат, и многу ми е мило дека беше стварно, затоа велам се македонско. Се што беше на концертот, се што се дешаваше беше македонско, онака како македонштината беше апла на ниво. И него велам не бенете од брат, секогаш сме народ што сака да помогне да вакво. Многу го поштувам Панчо и тоа го имам кажано и порано дека стварно и со преку хуманитарните ствари што ги прави го поштувам ко човек пред се. Тоа го имаше на концертот. Затоа велам се македонско. Сите работи кои што се дешаваа онака ме потсеќаат на есенцијата на Македонија, на македонски народ, ме разбира. Затоа велам се македонски концерти, многу ми е мило дека беше многу успешен и се надевам на уште многу поише и со ДНК и за сите други артисти. И се надевам дека ова ќе потикне и луѓе да се поише појавуваат на македонски концерти и да поддржуваат македонска музика, бидејќи ова во Македонија е единствениот начин како можеш да поддржиш македонски артисти. На крајот денот и тоа е крајната порака и последната ствар што треба да биде како заклучок од ова е токму тоа дека артистите треба да работат поише на тоа дека ова е достижно и дека луѓето фала што поддржаа и добре да поддржуваат и други артисти, други проекти, не само артисти, и спортски клубови, и државни селекции, и театар, и музика, и филм, и се останато. Се слагам. Ете, за мене искрено беше eye-opener уште толку, бидејќи кој што кажав, се поише како стареам, се поише си ја сакам земјата од кај што потекнам. Може би порано не било тоа моето мислење. Ама онака сум за тоа и дефинитивно треба да се дешава и онака веќе сум во тој мајндсет кај што си велам, да, би поддржал македонска музика, би поддржал македонски артисти од било кој свет. Буквално неделата, не знам, саботата кога бевме на Пин, пред да се појавам на Пин, бев и на театар, онака као стварно е многу битно и многу добро
тоа културното да се издигне на некое подобро ниво. И мило ми е дека ова беше онака на многу по-грандиозен стејдж, со многу поголеми бројки, ама фактот дека ги имаше тие бројки и дека моравте да бидете таму. Ќе ги видите сликите, ама сликите иако доловуваат нешто, не доловуваат се онака. Ја исто мислам. Целото пеење, целото тоа викање онака на луѓе, на моменти поише слушав луѓе околу мене него ли што ја слушав музиката искрено. Песните се пееа збор до збор, урла младо и старо све околу мене онака како многу добри моменти имаше, многу добри и знаев дека ќе биде така, ама не знаев дека до толку онака ќе биде. Како знам дека имаше интерес и све и уште пред самиот уште пред да почне концертот најавивте дека е sold out fully онака и како си викам вау, ова ќе биде нешто. И како се појавувам пред Борис, имаше една колона од луѓе кои што немам видено многу одамна. И бев искочен на мајчка јакната си оставив во кола, пошто не планирав натре да се потам. Се мрзнав, едва и влегов. Се почекавме, се најавивме со другите луѓе, влегов внатре и као толку и после тоа и звездени неба се дешава и све тоа. Така да мислам дека ова е one for the books и за мене, кој човек кој што е уживател на концерт гоер онака би се нарекол. И за вас претпоставувам од организација. Ајде кажи ми ти на пример од другата страна како е да се биде искрено. Хектично беше, брат. Верувам. И нас ни еден настан за паметање, пред се дека е значен, пред се за Панчо, па после да цела наша екипа и за цела нивна екипа и се што можевме ние да помогнеме и помогнавме на било каков начин можевме, али организација на вакво нешто не е мала работа. Ја онака за тоа не стигнав ни да пуштам музика, да ми пушташе музика. Тој саат време, саат и пол од отварање на врати додека почна концертот беше ненормално. Мене и помина вака, а уствари трчав шпринтови напред-назад по ходниците на Борис Трајковски едно 20 пати сигурно, брат. Телефонот ностот звонеше, имавме мали... Не се тоа фрки, него тоа се стандардни работи преку организација. Непредвидени работи кои можеби не ги испланиравме добро претходно. Али на крајот денот кога почна да свират втора, трета песна, онака почнав да полека да се опуштам и да ми биде мило, брат, дека тоа што си го почнеш да уживаш во моментот. Тоа што си го работел толку долго време, еве го почнува да се остварува на некој начин. И тоа е уствари магијата во организирање на настани на концерти. Сите што организираат настани, концерти, фестивали, знаат дека тоа иде така. Работата е убава, но е многу захтевна и не речам тешка, секоја работа е тешка, али на свој начин захтевна и на моменти се осеќаш дека не е благодарна, али кога се деси ова, осеќаш што знаеш, за ова го правам. Да. Кој што правиме следно. Онака буквално тој филинг го имавме сите и искрено после 2 дена уште онака импресиите, емоциите се појавуваат, уште не стивнуваат и многу сум задоволен дека испадна така. Шараут до цела наша екипа од Шршат, шараут до цела ДНК екипа, Пасор продукција екипа, сите други кои помогнаа во реализација на овој настан. Мислам дека испадна топ и среќен сум дека и од страна на публиката изгледаше тоа така. Се надевам дека мислам види, реакциите после тоа и на еден начин не се ни толку битни, тоа е in the moment, онака како публиката на еден начин си го кажа своето, како се чувствуваше за сето тоа. Феноменално беше, енергијата беше многу на високо ниво и како среќен сум дека и публиката ја оддаде сето таа енергија, ја врати назад, дека и настапот на ДНК беше многу професионален, многу добар. Имаше многу добар одзив и од публиката назад, значи онака Панчо беше у константна комуникација со публиката, многу добро го водеше целиот настан. И нешто што не сватив уште на почетокот, а него имавме зборено овде, така да слепо ме фати, ја мислев дека специјалните гости ќе имаат како кратки делови ќе настапуваат, усари не сватив дека они се повикани само да ги настапат стварите кои што ги имаат со ДНК и така поише ми се свија. Дека мислев дека ќе дојде као дади 2-3 песни. Знаеш она ќе има некоја програма пред да почнат они, као гледам да ме прекинуе, доаѓаат луѓе, го тргаат пултот и викам, окей, добро, и као почнуваат да местат да ги искачаат инструменти, викам, вау, добро, окей, што? Мислев дека стварно некој ќе се појави од нив, ме разбираш, од гостите. И као, не, Панчо се појави и почнуваат тука. Ја тоа ми се свиеше тоа дека концертот беше долг. Не беше воопшто краток. Тоа е муабетот, брат, и тоа рачуне и го спомнам медлито. Медлито мораше да се направи бидејќи
Денек има толку песни, толку под наводници хитови што Да, брат. не ги собира во 2 сати, не ги собира во 2,5 сати, а концерти денешно време си били сам, знаеш, онака фестивалски слот е од 45 минути до сат, сат и 15, концерт е од сат до сат и пол, сат и 45 минути 45 максимум. макс, да. Денека мислам дека настапи од 2 сати и 15 минути, Така така нешто. И самото тоа што толку долго трае нивниот настап, и тоа не со сите песни кои може да ги изведуваат, појавувањето на гостите, целото губење на време дека гостинот се качи, дека се најави, после дека се симне и слично, ја направи ситуацијата да се држи пострикно малце, поконцизно, да биде тоа е тоа. Треба и да биде концизен, реално. Подобро е, бидејќи долго трае. Да. Ти рачунај бенд да свири 3 сати, на бина е Исто, премногу, да. и за публиката ќе биде премногу. Да, ја не се знам лично со нив, освен со Сајче, ама шараот со Сајче цело време го гледав, братот безнееше, тафани да ги... Брат, предпоставувам дека сите, дека мислам, најголем... сите беа на ниво, онака, сите, дефинитивно, значи, и ги гледав, онака, ги пазев, ама и се гледаше и нив, брат, се гледа и они дека... Не можам ни да се ставам во позиција какво било тоа да гледаш кон толкава публика, брат, као... Од тоа што на кратко направив муавет со нив, сите беа као многу брзо помина, брат. Деме као само што почнавме, они биле толку фокусирани на свирењето, сигурно има некоја трема, сигурно онака те пушта, вика одеднаш стигаме предпоследна песна, онака кога помина. Од тоа што си фокусиран на стварите. И тоа е многу добро, ама брат, бендот е уходен, само летово имаат 22 свирки на турнејата, по повод 20 години ДНК. Претходно имаат уште повеќе, така да многу е онака, има хемија добра во бендот, се знаат, добро се познаваат, свират многу често заедно и се тоа, се што се случуваше летово и претходнава година беше некој начин спремање директно или индиректно за ова. За ова кога дојде да биде само рутинско, Да. уште една свирка да речеме под наводници, се надевам дека не била така точно во нивните глави, ама пак кога си сигурен дека нешто знаеш да го правиш добро, секој стечка можеш да го направиш, така. Да. Тоа ми затоа уште кога беше Панчо овде го прашав као дали мислите дека ова е кулминација на сето тоа, и на еден начин е кулминација, не дека завршува овде проектот, не дека ДНК завршува со овие 20 години постоење со овој концерт, баш напротив, ова може и ќе вдахне онака ептени уште една нова сила и кај нив, у нивниот состав за нова музика и за нови идеи, ама мене така ми изгледа дека ова е онака кулминација на сето тоа што имаат градено до сега, дека ваков концерт до сега и они самите го немаат направено. И многу ми е мило дека уствари се деси така како што се деси. Така да пак ќе кажам, огромни честитки и за вас, и за ДНК, Пасворд продукција исто така за поддршката, и од организацијскиот дел, и се надевам на многу повеќе вакви македонски настани. И не мора да се од ваков калибар, само да се полни онака, како ме разбираш, било кој венју да е, само да е полно, онака. Не е битна салата, битно е само колку ќе се појават луѓе. Се појават луѓе. Да. Тоа е најбитно од се. Еве, Да се поддржуваат артистите. Утре е таксират, кога излезе видео, тоа е денес, среда е таксират, четврток е на работен ден, се надам и дека ќе има окей посетеност, иако тоа не е се македонски настани фестивал, Да. како што викаш ти, али Ама на крајот на денот е пак е таксират. легендарен македонски скопски фестивал и има програма за различни генерации. Се надам дека се појават луѓе, дека ќе се поминеме убаво сите, ние таму пак имаме нешто работа, така да од утре пак убувањето, не дека денеска не сме, али Тоа нема идеме, стоп. продолжуваме, нема стоп. А тоа што е интересно е дека у петокот излезе новиот албум на Метро Бумин, долго очекуван. У цел тој хаос ја не стигнав да го преслушам, се дека не трнав на пат, директно од генерална тонска проба трнав на пат некај Кичево да пуштам музика и таму го пуштив албумот да го слушам. И брат, интрото помина добро, Джон Ледженд, тоа беше интересен момент. Океј. Интересен момент, добро, не е нешто што би очекувал ке Метро Бумин, али окей. Почнува песната Супер Хиро со Future. Полудев, не знаев што да направам, само Да. кола ја пуштам до даска, ја враќам уште еднаш, pull up, rewind. Нака 7-8 пати ја врат, праќам звучна порака кај вас со група, праќам уште една звучна порака, викам што е ова? Фер. Што е со песнава? Онака и продолжи да тече целиот албум, го преслушав неколку пати викендов. И мислам дека е добро да збориме малку за него, не знам, ти мислам дека исто го преслуша ден-два после тоа? Ја го чував, значи не можев дента која искочи, онака бев преуморен, у сосема друг муд, слушав некои други ствари, преслушав други албуми и си викам, окей, гледам, отварам Дискорд, брат,
8,5 сата, цавајле бев буден, луѓе више имаа пишано преку 50 пораки брат за албумов. И веќе го имаат некој преслушано, некој се ставил, си имаше ставено онака на USA VPN за да го фати албумов. Порано и све тоа, тоест Нов Зеланд, ќе се стават у Нов Зеланд и 6 сати. Се фаќа тоа они го пуштаат во Нов Зеланд, Па во Нов Зеланд на полноќ. Да, заради временската зона. Кај нас е 6 сат. Сабајле таму е полноќ и кај нив веќе албумот е доста бини, ќе се стават у Нов Зеланд, ќе го слушаат уште пред сите да го добијат. И брат, викам окей, поштојам све, ама викам ќе го изслушам на мое време. И го пуштив. Брат исто. Он тајм мене со John Legend ми се свиѓа многу дека знам уште од претходно Metro Boomin која има соло албум, секад има посебно со последниве два, па дури и со Savage Mode 2, го има тој cinematic feel, онака како има интро, има интерлуд, знаеме го имаше Morgan Freeman. Ама уште пред да почнам трака за трака, ја би почнал уште од самиот rollout, пошто rolloutот на самиот албум беше феноменален. Као единствените два примери за добар rollout според мене годинава се Her Loss и Heroes and Villains. Многу добро почна со некои снипети, се појави спотот од Gibson Hazard кај што го најавува целиот албум. Од нигде никаде ден пред албумот се појави еден линк кој што го сподели он, каде што имаш со секој шер, со одредени шерови на Twitter, се отвараше трак листата една по една, онака како со features со све, и за на крај да ги постира сите features како суперхерои, онака како од комикс, и како многу е добро, не дека ги имам многу, немам нешто имам многу features на трака по трака, али 7-8 луѓе се повторуваат. 7-8 луѓе се повторуваат, онака тоа е најблискиот круг, претпоставувам, кој што Мечови го има одберено за овој албум, ама еве, на пример John Legend на интрото и ми се свиѓа многу дека стварно го има тој cinematic feel за после суперхеро, стварно да е еден од ретките трап бенгери од таков калибар, можеби онака Годинава? 2-3 годинава, Да. да, не се нема појавено ваков таква мрсна енергија, брат, што ми фали од таму онака. И плюс Крис Браун на аутрото исто така има добар момент. Не ми смета, као можеби и не припаѓа толку многу, ама не ми смета на песната, као ама Future of the што пре е Future овде на првиот дел од песната, да. Out of this fucking world, онака као и многу ми се свиѓа дека ја морам да кажам уште right off the bat дека овде Future е единствениот што не е stale онака на целиот албум. 21 знае малце да ми биде бајат, се повторува истото флоу на секаде, онака истите муабети. Плюс дека го слушавме Her Loss толку пати, И тоа толку долго плюс. време, може би помина месец дена од тогаш, онака више истото е ко Her Loss. Да, самото деливери, самите ствари што ги збори не се толку поразлични од Her Loss. Исто така Travis Scott, тоа сватив дека Travis онака и као искрено не ми е нешто вау, премногу има добри моменти на албумов, али можеби една-две траки. Искрено од сите тие ствари, го има на секаде низ цел албум, онака мислам дека го има на 3-4 места. Да, на 3 места го има. Ми се свиѓа само на Raindrops. Raindrops ми е добра. Trance можеби онака. А Niagara Falls не ти се свија? Брат, Niagara Falls ми се свиѓа. Добра е. Само што Lock on Me е Niagara Falls Part 2, само малце убрзана верзија. Дури Travis Scott има таму еден многу чуден момент кај што го држи истото флоу од Niagara Flow, само малце побрзо. И вика дека New Style, we dropped it, кој нов стил, мајстор, пред 3 траки унапред имаш истото. Малце тоа ми е онака. А инаку Niagara Falls, више ја и знаевме, и постоеше песна кој е официјален релиз. Ама ако морам да изберам онака као траки и ко highlights на албумов, ми се Future и Young Thug на 2-3 моменти. Има некои слаби точки на самиот албум, не е целосно. Don Toliver ме изненади исто така, дека си е константен тоа што си го прави, нема такви ниски low points, на пример, кој што има 21 низ албумов. И мене ми се свија Don Toliver тука. И добро ми парира со таа енергија што има Метро, пошто Метро го има тој мрачен трап звук. Кажи го тој Sinister. Да, тој синистер звук, тој убиствен онаков murder music, брат. Ама многу добро и
многу добар контраст се дешава помеѓу Дон Толивер со неговите мелодии, па дури и The Weeknd искрено. Со на Metro Boomin продукцијата и мислам еве конкретно и The Weeknd има доста колаборации со Metro. Ама онака и овде на пример ми фалеше нешто поише од The Weeknd. Него добивме тоа, ама за тоа што го има делот овде тој удел во албумов, ми се свиѓа само неговиот дел буквално од целата трака. Зборам конкретно за Creepin. Тоа е трака од која што е мислам не е ни семплувано, ова е препеано. I Don't Wanna Know од Mario Winans, Bad Boy Records, легендарна од песна. Наше време, да, If You Know, You Know, која што само по себе е легендарна трака, онака и као ова е препев, дури и рефренот само препеан од The Weeknd и го препева одлично и тоа е единствениот хайлайт од целата песна, бидејќи 21 некако премногу ми се губи овде. Истиот проблем ми е со песната 3am in Glenwood, кад не се наоѓа на такви битови, не е многу е офбит, дури не е ни офбит тоа, кога да не може да си го најде ритамот, онака кога не може да ги најде правите слогови и зборови за да се најде на таков бит. Самата интонација, самиот начин на рапување некако не му одговара на нешто што е по традиционално, по бум бапиш онака. И тоа ми е најслава карика на целиот албум, онака можев и без песнава, искрено, ако беше ова цел препев на The Weeknd само, ќе ми се свигаше поише. Немаш да ти се свига, брат, дека е многу ама е бледа копија. Basic е, брат. Многу е basic, нема ништо плюс. И за тоа онака мислам дека закачи кај многу луѓе од прво, што е во ред, не е никаков шејдован кон луѓето што ја слушна или им се свига или ја споделија. Али на пример мене бидејќи имам таа песна оригиналот ги имам слушано милион пати, не ми носи ништо друго тука. Да. Ако ништо друго одзима од таа, пошто е полоша верзија од оригиналот. Различна верзија е, брат, ама не е ни толку различна кога ќе видиш. И управо си за 21 Savage, ја мислам дека намерно е стаен на таков бит он да влезе, бидејќи прво кога пее до Weeknd е на пола е битот и после се убрзува дупло. Али на пример 21 Savage на песната New Money со Calvin Harris па ми се свиѓа на таков побрз бит. Што не е може би побабишно ме фанки. Да. Не тоа ми беше една од најмилените и најслушани песни. New Money, Calvin Harris и 21 Savage. Али да се вратам кај The Weeknd. Добро е, ама ова ми уште една The Weeknd ко целиот Don FM и ко се друго, онака ми е као чизи ми е. Не ми е корни, ама ми е онака као bubblegum ми е, онака многу ми е едноставно, многу ми е просто, не ми носи ништо, брат. Не е дека не ми се свиѓа. Ама The Weeknd сме го сакаме за нешто друго. Да. За таа неговата енергија и таа неговото, и за тој одговара на битови на Metro Boomin, кој например на Low Life со Future, кај што? Да. Двајцата се понашаат ко Low Liferi на бит на Metro Boomin и многу добро ја варат енергијата од битот и многу добро додаваат на неа. Али овде ми е The Weeknd, брат, 2022 е, ова е неговиот стил, одговара на неговиот стил кој го прави и е добро за широката маса на луѓе и на фанови. И сигурно ќе се најде на плейлисти, више ми се појави дека е споделено од многу луѓе и на плейлисти и на Spotify и на Instagram. Али не ми е хайлайт на албумот. И за мене, не е за мене, искрено ти кажам. Ја ако сум искрен, брат, имам два хайлайти. Една ми е Walk 'em Down. Ајде, збори ни за тоа. Многу ми се свиѓа, брат. Ова е единствениот фичер што не го очекував. Мустафа е еден артист кој што ја не дека го слушам, али знам 2-3 песни од него. Air Force конкретно, онака ја знам од него, кој што ми е стајна на поише плейлисти и ја слушам оддамна. И кога си викам, окей, не ни знам од каде се нашол ово, каков е овој пласман, од каде доаѓаат, ама ми се свиѓа аутрото, ми се свиѓа неговиот дел, дека е многу голема, она драстична промена од тоа што било. И е добро ко контраст, бидејќи тоа наддава на целиот тој cinematic feel цело време што го збориме, дека стварно Metro Boomin се гледа да има некаков концепт, некакво движење, да има одма брейкдаун со целиот албум, онака како нагла промена на енергија. На еден начин ко филм, ме разбираш, како се дешаваат некои сцени овде и како бум, одма има веќе нешто друго, нешто е мирно. Така и го сваќам овој албум, го сваќам пристапот кој што го прави и е многу сличен на претходните изданија кои што го има направено. И
на еден начин и тоа можеби и ми е критика кон Метро. Значи ова е добар албум, True and Throughout, онака стварно е добар албум. Немаме добиено ваков трап албум од одамна, можеби од последниот пат кога има извадено. Тоа е мојата забелешка на крајот на денот. И дека ама би сакал да го видам и со поише артисти онака да се искочи надвор и од таа негова комфорт зона, да можеби да најде и некој други онака, иако има овде, на пример Young Nudy е еден. И Jon Legend е тука. И Jon Legend е тука, Па дури Мустафа Крис е Браун. тука, Крис Браун е тука, Не е дека нема Тейков онака. е тука, A$AP Rocky е тука. Не е дека нема, да, ама и тоа, Feel the Fire исто така ми е мене онака. Една од омилените песни, пошто е многу покарактеристична неголи целиот албум, као поразлична е. И мислам заради тоа има таков и апил дека ова е поише ко A$AP Rocky песна, Да. а уствари Тейков е многу добар овде. Теков ми е боле од A$AP Rocky. Да, па тоа сакав и да кажам дека звучи на A$AP Rocky песна, ама Тейков овде као е многу по клиер, многу по свеж. Ама и целата многу идеја она да рапува, да има еден верс кај што почнува од A, а после B, C, D. Креативно, Да, можеби го има креативно некој и некој друг направено, ама овој верс само постои со 1 до 16 кај што се бројат, али добар гимик е и не често правен. И ми не се е толку свиѓа често тоа. правена, посебно не во трапот, брат. И тој е уште еден Да, шараут за Тейков, Rest in Peace Тейков. Тоа е неговата големина што нака не се плаши да експериментира и да се заебава со музиката, сека тоа звучи многу добро. И стварно звучи добро овде. Мене оваа песна ми отскокна од првите слушања, ама ми отскокна по лошо, по тоа што се многу офбит. И не знам дали ми се свиѓа уште на изградено мислење, уникатна е, отскокнува од тука, отскокнува од другите песни. Али не сум сигурен дали за добро или за лошо кај мене искрено. Не, мене мислам дека таа ми е единствена што ми отиде у плейлисти од било кој од овие. Пошто многу често, многу ретко се дешаваат онака трап песни да ги бидејќи сите плейлисти кои што ги имам нема, на пример кај тебе, еве конкретно ако збориме за вајби плейлистата овде влага ќе влезе, има траки што ќе влезат Ќе така. влеза, да. Или на пример Ќе влезе. има нешто овде што ќе се пушта, што може да се пушта на навечер за поклубове. Ќе видиме. Да. Крипин може да се пушта на крај, на closing. Niagara Falls исто така може да се пушта некаде на warm-up или на closing, сигурно. Superhero би сакал да ја пуштам, ако не е преенергична за местата кај што пуштам ја, не знам, ако не е претрап, ќе видиме. И можеби уште нешто сигурно, сега искрено вака дека неколку пати го преслушав топ to bottom и некои од овие песни не ги разликувам баш кога ги гледам вака по насловите, али има потенцијал да се влезат има, песни во Сарату и да влезат на мои плейлисти. Тоа што повеќе ми дава големина како албум и подобра оцена по наводници, подобар фил за албумот е тоа што се е поврзано од почеток до крај, се има смисла, многу е добро смислено, многу е добро концепирано. Албумот си вози, како што кажа ти, како еден филм од почеток до крај, има горе и доле моменти, има добри и лоши, и јаки и послаби и слични, енергични, помалку енергични, ама се е некако многу убаво споено. Тоа што можеби е на моменти и премногу е тоа што на пример на многу песни има огромна разлика помеѓу првиот и вториот дел, бидејќи ја ги слушав во кола и сега има тука некој трап бит 21 Savage рапува и тоа еднаш почнува Мустафа и као гледам дека се наоѓаме на пола песна онака на слайдерот. И сум као добро, ова е истата песна или различна песна или као тука ми е малце тоа дека тоа можеби да е во неговата глава една песна, али реално се две песни. И не знам како се осеќам за тоа, бидејќи многу песни, па дури Superhero што е втората песна, почнува со Future, па после аутрото е со Крис Браун. Крис Браун, да. Ама тоа е поише како интро, отколку како аутро на самата песна, така? Да, па истото е мислам дека и со повеќе песни, на пример дури таква промена има и Metro Spider, иако не е ни толку она јасна, али на пример Young Thug во првиот дел е многу побавен, по-офбит. За после на вториот дел као некако минута утракада станува многу поточен, некако многу побрзо, по-чудно, па по-добро и по Young Thug ги рапува стварите што ги рапува, онака ми се свиѓа и тој. Интерлудот I Can Save You исто така ми се свиѓа, дека е поише е онака како тест од песна, као 100% постои цела верзија на песна, онака само не е стаена, ама ми се свиѓа дека е стварно само ко мал тест и пошто претходно ја имаш и Too Many Nights,
кај што Don Toliver и Future си се двајцата и I Can't Save You, кај што пак се они двајци. И мислам дека е добро. Пак ја кажам, пак ова дава на целиот тој апил за концептуален албум. Ме разбираш дека као интерлуд и као само има само кратко интермецо измеѓу албумов, само чисто и поминува после минут. Не по ниту еден стандард не е лош албум, стварно ќе кажам дека еден од ретките кој што е со ваква длабочина би рекол, со ваков кер онака, со ваков фокус направен. Да. Знам дека албумов требаше да искочи пред известно време, можеби пред месец дена, искочи сега, заради sample clearances од прво слушање си реков окей, вајда тоа е крипин, не е само крипин, на многу места се појавуваат семплови што сигурно било тешко да се извадат. Има и многу такви што се као со зборење. Они може и крипин да остават и као бонус трага после месец дена да ја пуштат, нема врска тоа. Мислам дека има тука и многу други ствари што било тешко да се или комплицирано да се исчистат. Како и да е, all in all, добар албум. Ќе кажам дека според мене албумот завршува, иако се пишува како бонус, онака не го сваќам тоа, не можам да го сватам. Албумов мене ми завршува со Feel the Fire, All the Money ми онака само ко филер трака, не последна е стајна на албумов и не се нешто посветив на неа, онака стварно Feel the Fire ми беше многу добар, на висока нога заврши албумот, онака како многу енергично ми заврши албумот и ми се свија тоа дека не секогаш сакам да заврши онака, на пример кој што заврши Her Loss, so I Guess It's Fuck You и I Guess It's Fuck Me, овде завршува онака на многу спротивна нота, онака на многу повисок. Ама мислам дека цело време држи брат енергијата. Не, држи, го има тој ефект онака на стакато брат у позадина, дека цело време мислиш дека ќе дојде нешто и као цело време иде кон некаде и као ама уствари иде некоја константа и никаде не допира, нема крај, и само малце ќе се спушти пак она те држи у неизвестност цело време. И ми се свиѓа тоа, ми се свиѓа продукцијата на Метро, одамна немало ваков албум. Исто. Ми се свиѓа енергијата, ми се свиѓа целиот тој апил и сваќам зошто и луѓе толку добро резонираат со него, бидејќи го имаме ова зборено, трапот е онака in decline, реално направиме муавет, од продукцијски аспект нема ништо што не возбудува моментално и вака нешто кога ќе се појави, вакво дело кога ќе се појави што е комплетно, кое што е смислено и кое што е стварно сработено со многу пасија. Со сега голема разлика помеѓу онака само еден микстейп со 20 бита брат. Да, апсолутно. Се гледа дека е ова албум посебно од самиот факт па дека не е од рапер, туку од продуцент пред секој што не рапува и е на еден начин онака као не е ни DJ Khaled момент, туку е апла онака трака за трака седнување праќање у студио со артисти. Не е собирање на песни па преработување или зимање работи. Едноставно као ова е негов проект, онака као битовите се негови, све е негово. Неколку прашања поврзани со овој проект ти поставам. Дали мислиш дека ова го крева нивото за продуцентски албуми? Баш продиви работи што и кажа сега. Не, види. Еве да речеме во трапот, ајде сега, ти слушаш и многу други, реално, да речеме бумба продуценти, old school продуценти. Го крева, како не, мислам дека и у секој поглед брат, као еве баш имаше момент Алхимист му имаше коментирано на Метро Бумин за една од стварите. И Метро му имаше кажано као let's work и као нешто тука како хихи муабет се деси на Твитер, Алхимист и Метро Бумин да влезат у конверзација еден со друг. Така да тие работи таа почит трансцендентира измеѓу као не дека се ама и у погледи на тие работи ова го крева, пошто стварно е многу квалитетен албум, као нивото на екзекуција на највисоко ниво. Се гледа дека Ептен е онака посветено, дека е направено и самите прелази од трака у трака не се такви, сите се слеани у едно. Се тоа што ние сакаме и нашто ни одликува еден албум, ова го има. Има интерлуд, има интро, има аутро. Еве, за подобро или полошо има и бонус трака. Сега се појави и друга верзија со инструменталите на неа. Одлично. Тоа ни треба од продуцентски. Така, луѓе сакат да ги чујат и битовите, еве ви ги. Ама еве ви ги на посебен релиз. Пошто е ми тоа. Така да, all in all, мене ми е ово одличен пекеч. Многу ми се свигаше за човек кој што нема слушано трап музика квалитетно оддамна и кога го има запоставено трап правецот ко музика на еден начин, ко дел од хип-хоп музиката. Ова ми е феноменално, као го имам преслушано, Савајле го преслушав пак. Многу ми се свиѓа брат. Многу ми се свиѓа. Ти викам, има моменти кои што можам и без нив, али ко целина ми одговара.
единствено нешто што не ми одговара е Creepin, ама Одговара во албумот. одговара во албумот, ама начинот на кој што е изведена не ми одговара, тоа би рекол. Само тоа, јас за тоа се противам, валја не дека гейткипам, али онака. Јас знам големината на I Don't Wanna Know и заради тоа таму ми потекнува тоа. Не дека ја не би ако треба да бирам дали оваа или другата, ја би I Don't Wanna Know секад би ја одбрал преку Creepin, брат. А дури има песни кои што би се замислил дали да ја слушам оригиналта или преработената верзија, ме разбираш? Овде знам дека I Don't Wanna Know, дека би сакал секад да ја слушам OG верзијата. Ама to each his own, не ги ни обвинувам луѓето, као можеби голем дел и од младата генерација, као ако имаш 18-19 години, големи се шанси да немаш слушнато I Don't Wanna Know. Марио Уинанс ништо да не ти значи у твојот живот, нормално. Ние гледавме и гледавме спотови на Viva и на MTV, пошто само тоа вртеа. Bad Boy Records for Life. Така. Имаше чоухолд на индустријата тоа време и нормално е тоа. Има прелегендарни хитови, ама не знам, мене само тој као валјал таму потекнува. Не велам дека е лоша, као The Weeknd стварно мене многу ми се свиѓа како има испеано овде, али ете 21 не ми се свиѓа како настапува на песнава и заради тоа можеби ми и off-putting онака, не за ништо друго. All in all, ја пак ќе кажам, многу добар албум, ми се свиѓа се ова што прави и се надевам дека ако ништо друго ќе добиеме соло 21 Savage албум, доволно ми е од колаборативни проекти. Не сакам Savage Mode 3. Следна година сакам да чујам соло албум од 21 искрено. Второ прашање беше тоа. Ја мислам дека веќе дозата за 21 Savage за периодов ми е доста земена и не сакам да слушам, брат. Следна година, октомври. Не сакам да слушам повеќе 21 Savage, искрено, брат. 365 дена пауза да направи човек. Мислам дека почнем одговара тој момент на да се седи и онака и да одвади по една-две песни годишно, него да ова сега ми е too much, а не нуди ништо посебно. Не кем да јадам гомна за 21 Не, Savage, ама не јадење гомна, тоа е. Сите сме премногу музика слушнавме, а се звучи многу слично исто. Ние го зборевме тоа и за Her Loss дека он беше некако многу мрзлив и дека не нудеше ништо таму, ништо посебно на масата, освен кредибилитетот на Дрейк да влезе таму кај што влага. Али уште 3-4 песни добивме сега, можеби по еден верс само, али као ништо не отскокнува тоа, брат. Дури има истиот панчови, исти моменти од Her Loss. Панчови се заради тоа и велам, тоа ми смета, брат. За тоа не ми треба 21 Savage албум, брат. Не ми треба, нема што да понуди. Можеби следна година чисто да видиме дали, на пример, пошто како се викаше I Am I Was албумот? Да. Тој ми е на пример малце поинаков, има љубовни песни вратри, има малце збори за трауми за едно за друго. Не е murder gang shit, не е се тоа, ме разбираш, не е таа енергија, пошто знаеме Metro Boomin и 21 што носат, брат, кога ќе се заедно на песна. Ако го има тоа, ако има друга страна на 21 во соло албум, а се надевам дека ќе има и нема да е само соработка со Metro Boomin, нормално дека ќе има и други продуценти, можеби ќе донесе нешто друго на масата, ама кој што викаш, до тогаш не ќе да чуем ништо друго, онака. Ако извади нешто ќе слушнам, али знам дека нема да сум. Ако пак е повеќе од исто во ова, морав да се им нема да сакам, брат. Нема никако да ми прија, ако не друго ќе овие тракиви и неговите пласмани на овие два албуми ќе ми ги расипува уште толку. Тоа е тоа, брат. Уште две прашања, ќе идем брз. Дали мислиш дека Don Toliver поише одговара да биде само фичер артист, отколку албум артист? Мене свој албум тоа ми се покажа уште еднаш, брат. Зборевме претходната епизода Don Toliver дека синглот е окей, ама дека вака здосади. Ќе видиме овие дали ќе здосадат, ама поише ми одговара да е само на хук или на само такво нешто, отколку да слушам 16 песни од него, кој што беше слушајот со претходниот албум, што не ни го преслушав нешто многу пати. Брат, тоа не генерализирам, него општо се правиме муавет. Не, еве ја ќе одма го го имам пробувам да најдам некоја сродно со некој по друг артист што е R&B, што има таков тоест еве ќе го наречам R&B дека пее. Да. Може би искрено дека и тоа, ама и неговата позадина, он неговиот камап е таков, брат. Он се почна да се појавува на многу големи пласмани, онака како фичер артист, брат, да така влезе во индустријата уште на самиот почеток. Мислам дека таа етикета му е уште од тогаш. Ама
не му одзима од уметноста што ја прави, као не Не го реков тоа. Баш онака тоа му е јака страна и го користи, онака пробав да го испоистоветам и да го споредам со Party Next Door, али Party Next Door има стварно многу длабок каталог исто така, кој што му е соло и кој што има кор фан база која што ужива во него. Точно. И заради тоа не можам да го споредам со Party. Така да би рекол дека Don Toliver онака уште еднаш потврдува дека е поише за featuring артист, онака за да наполнува ко Quavo што го имаше тој момент на секој хук што беше стаен. Да. Која врс од Quavo никој не кеше, само сакаа хукови, пошто стварно почна многу да експериментира со мелодии. Don Toliver знаеш дека ги има сите мелодии на светов, дека таков е меланхоличен, и ако тој ти е вајбот, ако тоа сакаш да го постигнеш, мислам дека Don Toliver фичер ти е права ствар дека ќе достави на тоа и мислам дека да го тоа самото го потврдува, брат, делото го потврдува тоа што дека овде ми окей се појавува на секој 2-3 песни поеднаш, дали со рефрен, дали со мал верс, и као доволно ми е у 14-15 песни да ми се појави 3-4 пати, ми е таман. Ама 15 песни кај што ќе биде по 3 минути на секоја песна, не фала, брат. Да. Има добри песни, има добри соло песни, ама кој што викаш, да се појави на цело проект. Да е колаборативен, можеби. Можеби. Ама ако е соло, онака малце ќе биде hard to. И тоа е малце онака. Треба да си ептен умут тако да си фан да можеш да изслушаш. Бро, тоа е проблем. Затоа мислам дека и на пример и ти не можеш да ставиш во позиција кај што би го слушал Lucky Day, брат, албумот онака како окей, феноменален албум, еден од најдобрите R&B изданија годинава. Ја го немам ни споделено, немам ни зборено за албумов, ама тешко е да изслушаш 15 траки од еден исти артист онака што пее, ме разбираш, како стварно треба ептен да го сагаш албумот, треба да го ептен сагаш артистот и да уживаш у таква музика, у пеење за да го сагаш тоа. Така да сваќам од кај доаѓаш и мислам дека и тоа и мене ми се потврдува, иако сум човек што слуша пеачи, R&B артисти, R&B слушам генерално. Мислам дека да, Don Toliver поише би го поистоветил како featuring артист онака за мелодии, за хукси, за такви ствари да ми се појавува. Ја исто. На неколку падини за еден проект, наспроти цел проект. Дали го дочекавме враќањето на Тревис Скот со овој албум? Не брат. Дали Тревис Скот се врати со овој албум? Не брат, најforgettable ствари има од цел албум овде. Искрено ти кажувам, мене ја тоа сватив дека ја не ни чекам Утопија да искочи, брат. Ќе искочи Утопија, ќе го преслушам, ќе збориме за албумов, пошто ми интересира што ќе донесе следно, нели? Го имаме зборено ова, брат. И цврсто стојам на тоа дека мора да биде нешто поразлично од Astroworld, мора да биде со поинаква енергија, мора да биде нешто друго, брат. Пошто ако е пак истото... Ова тука се нешто друго е? Не, тоа ти велам дека не можам ова да го сватам сериозно, брат. Не можеш ти да си толку обливиес на се тоа што се дешава околу тебе, брат, и уште ти да правиш вакви ствари, брат. Ја мислам искрено дека ова се стари песни, бар повеќето ми звучат на стари песни од Тревис Скот. Ова можеби е претходниот Утопија материјал. Искрено, брат, дека ова не ми звучи на ништо свежо. Има големи шанси дека тоа ти велам, затоа ми е контрадикторен у вакво, у албумов, брат. Посебно на Лакон ми има, не го памтам конкретниот лајн, али нешто збори за нови стилови, као ако го слушам и сега имајќи го преслушам целиот албум нагоре, кој нов стил, брат, ова звучи исто, викам, исти, тоа се тровува и со Утопија, валјда и од Astroworld, кој што Astroworld кога беше 2018 лето. 2018 брат, што 2023 влагаме сега за месец дена. Не ми прија, брат. Порано Astroworld на пример и сите стари ствари. Ја рачунам дека они Метро се можеби едни од првите луѓе кои што соработуваа заедно, како Skyfall е нивно 2014-2015 брат. Има сигурен сум дека може многу боле да направат него ли тоа што го имаат направено сега, брат. Како ако Метро ти бара тебе ствари и уште тоаш ти има направено on Skyfall, сигурно ти можеш нешто стварно ептен да влезеш длабоко и да изведиш нешто покарактеристично. Можеби Метро го сакало ово од него, можеби Метро му ги има побарано. И ово одговара во албумот. Не се, како и да е. Не чекам и не као не сум вау нешто премногу за новите за што следи од Травис. Ќе преслушам, ама само да видам до кај. И дали ќе ни понуди нешто ново, и дали има научено од сево ово што се има десено последниве години. Само заради тоа. Тоа не ми се верува да е точно, иначе мене ми се свија што така некако суптилно преку Down in Atlanta
преку еве овде 4, 5, 6 фичерс на овој албум, преку некои други изданија што беа претходно годинава со 808 and Southside, како беше таа песна, не се сеќавам, со Southside најверојатно. Добро. Uh, Мафија и како се 808 Мафија, да, 808. Southside, да. Мислам дека полека онака суптилно се враќа Да, бе. и спрема, подготвува материјал, подготвува подлога за да го дропне албумот најверојатно 2023-та. Сега кога ќе видиме, ама ова му е добар. Не викам дека му е добар камбек музички, ама као тактички добро се бутна, пак се врати некако од нигде никаде, пак некако се врати тука е. Па, мислам дека и мора онака као не преголем артист е за да го снема, као не може да го снема, стварно е. Го немаше година дена отприлика. Не, го немаше, ама знаеш како? Ако треба да се повлечеш малце за да те снема од спотлајтот, features are the best way to go, онака, без спотови, без ништо. Да. Тоа е најдобриот начин, пошто ти што збориш за тоа, збориме за Escape Plan и за Мафија, тоа бе као Тупек беше што Да. го добивме. Тоа сигурен сум дека било планирано тие да бидат дали не можеби не ли синглови, сигурно ќе има 3-4 синглови од еден албум, ама можеби тие беа првите 2 синглови од Утопија. Да. И као се деси што се деси, го скрепна се до тоа. Дури тука една песна ми звучи на Мафија, само не сум сигурен која. И не можам да се сетам, ама онака, као ова е the best way to go. Ако треба да се вратиш, не ти треба спотови, ти треба само мало соработки со исто така high profile артисти. Ова е тоа, као многу, не знам, видов дека некаде се проектира 150k first week sales, што е одлично за Metro Boomin проект. И као пак ти има на повеќе места ни самиот албум. На еден начин ти си еден од major contribution. Да. Ти си еден од луѓето што го носи тој албум на вако толку се Future 21, Travis, тие се тројцата онака што го носат албумов низ на грб онака на еден начин, ама пак ќе кажам, не ова е добар начин за да се вратиш назад на сцена, за луѓе пак полека да зборат за тебе и да не биде нападно. Ама ќе видиме кога ќе искочи Утопија или како и да се вика новиот проект, и да видиме што значи тоа, да видиме што има, дали ќе има било каква промена и во контент и во музиката што ја збори, во супстанцата, да видиме дали ќе е само пак rage music и онака fuck the club up, ме разбираш? Не би сакал да е тоа, искрено ти кажувам, тоа ќе значи дека е oblivious на све тоа што се дешава, а имаше баш некаде пишуваше дека спремал нов фестивал, дека е шоуел веќе не постои, дека спремал нов фестивал и нови ствари. И го имаше лајкнато тоа, најчесто тоа значи дека короборира тоа што се збори. Така да ќе видиме што значи тоа. Добро, ќе видиме, тоа беше нашиот ревју на Heroes and Villains од Metro Boomin. Пишете ни коментар на YouTube и на Discord како ви се свигаше вас албумот. Ја искрено не видов ништо од конверзацијата. Луѓе добро реагира. Позитивно реагира. Може и ќе се вратам да видам. Пишете ни вас како ви се свигаше, пишете ни што мислите за нашите ставови околу албумот, да дискутираме и да дебатираме за него. Можеби некои помладите фанови по религиозно го гледаат Metro Boomin и сите фичерс тука, па можеби и го слушаат со други уши и можеби им фалела оваква музика, па за тоа и се толку добри коментарите. Уште една дешавка што се деси за време на целиот мој хаос со организација на ДНК концертот преходнава недела беше излегува Spotify Wrapped листите, ги не јавивме преходната недела дека ги очекуваме дека треба да излезат, али од нигде никаде мислам дека онака out of nowhere излегува, ако не се лажам, во средата. И се разбира, тоа е еден од најдобрите денови за музичките фанови целиот светов, бидејќи добиваме онака еден пресек на каква музика се слушала, интересна содржина дополнително од Spotify, која само ќе избегам од темата, али го прави Spotify да е можеби најуникатниот стриминг сервис, бидејќи ги нуди тие екстра содржини што не се поврзани директно со музика, туку се почна со user experience на сите корисници и е пионер во тоа што го прави, и токму поради тоа и искрено сум голем фан со сите добри и лоши страни на Spotify, се разбира. Spotify Rap ги чекаме секоја година и оваа година исто така беше ги чекавме. Иако сега постојат други апликации кои гледам дека се користат често и на Discord, кои онака ти мерат што ти е најслушано последниве 6 месеци, последниве месец, едно друго, али ова да речеме ова се официјални листи директно од Spotify и ние традиционално сакаме да збориме за нив, да ги кажеме нашите и да направиме на некој начин подлога за тоа што ќе збориме во некоја следните епизоди, тоа е Best of 2022
листи и албуми, синглови проекти и се останато. Рече, сакаш да почнеш? Ајде. Spotify Wrapped, за разлика од 2020 кога бевме во корона, Да. мене е многу поразличен. И мислам, знам зошто е тоа така. Го имам зборено повеќе пати и лани исто така беше. Дека бројките не се толку колку што знаев дека ќе се ниски. Од прилика знаев онака што како. И имам пошто знаеш како, не дека осеќам ја притисок кон тоа дека немам слушано, на пример, моите и твоите бројки се драстично различни. Као ја имам преслушано 20.000 минути на Spotify, имам изслушано годинава некои 1600 нешто артисти, кое што е окей, бидејќи стварно онака цело време Discover Weekly, New Releases, цело време го пратам, имам доста артисти што следам на Spotify и онака цели релиз редот секој петок ми е стварно полн, имам доста работи за слушање. Ама годинава беше добра искрено, за мене стварно слушав многу ствари што сакав да ги слушам. Не бев приселен да слушам работи кои што си кажам само да ги преслушам, ме разбираш, не постои тоа. Lil Baby албумот уште не го имам чуено, нема не да го слушнам. Гајле ми е. Така што добро е и сватив дека на еден начин и знаем дека ова следува, онака како ова го имав предвидено уште неколку месеци, ама кој што кажав, 1600 и нешто артисти и на пример еве ќе почнам од топ артисти за годинава. И мислам дека ме опишува ова ептен онака како што треба. Топ артисти за 2022 ми е на прво место е Лери Джун. Нормално ја носам мичка моментално од Лери Джун. Шараут за Лери Джун. Стварно еден од подобрите албуми онака што ги извади годинава. Лесни за слушање, replay value огромен. Огромен. Онака, само треба да е сончево за да пуштиш вакво, и ако не, ако знаеш да се расположиш, пак пушти Лери Джун и сигурно ќе те насмее. Дрейк е втор, исто така Her Loss многу, ама сваќаме кај претходни ствари цело време вртам од Дрейк онака, најчесто Dark Lane Demo Tapes ми е константно на ротација. Сега во последно време Honestly Nevermind исто така. Фреди Гибс е на трето место. Не за џабе го извади новиот албум Soul Sold Separately годинава. И тоа исто така многу дае, ама нормално тој албум искочи кон крајот на годинава, као последниве 2 месеци, што значи дека преку цела година исто така цело време Фреди Гибс ротација. На четврто место е Хилсон Мандела. Ова е интересно. Не, ова не е интересно, ова е брат, го имам убиено човеков од слушање. Оставам само новиот албум. Само новиот албум, ништо друго. 10 песни, 12 песни, албумот трае 30 нешто минути, ако не се лажам. Ништо друго брат, ништо друго, освен новиот албум. Дека кој што ти кажав, која искочи, онака стварно бев обземан на него, многу ми се свиѓаше и дефинитивно ми се најде на топ 10 листа за хип-хоп изданија, онака worldwide, не само балканска сцена. И на пето место е The Alchemist, што не е ни рапер, туку е продуцент, ама можеби учествувал и имал production credits на, ако не најмалце 5 од 10 е. Чекај малце сега. Значи, он е ставен како артист, како фичер уствари ради production credits. Да. На некој од албумите што ги слушаше ти оваа година. И он ти е на пето место. Пето место, да. Респект. Тоа сакам да тоа е The Alchemist, онака артист брат, не е ни рапер, човеков има 98 две рап песни има и после сватил дека не го бива за рап и почнал како продуцент. И мене ми е у топ 5. Ова највише ми изненади дека стварно е продуцент, онака колку треба да имаш ти слушано ствари кои што го пишува Alchemist ко продуцент, ко артист на албум. Артист, тоа е. Да, тоа е работа. Што многу интересно и се надополнува со темата која зборевме претходниот пат или пред 2 недели, дека уствари ако има production credits поточни и по-реални на сите песни на Spotify, зашто не нема тема омилени продуценти на крајот на годината на рап, така? Да, и сега знам дека The Alchemist ми е топ продуцент за можеби all time онака, дека стварно уживам човеков да го слушам. И топ 5 песни, штета што не дава 10, а можам тоа да го видам. Топ songs, прва ми е Враг на виолини. Видов тоа го имаше тој, да, феноменална песна. Овде Хилсон е сам натракава, ама изгледа како тројца да има различно што рапуваат. Да. Не е нормален човеков. Можеби една и од најдобрите
и најдобрите песни онака за година, синглови онака што мене ми се свиѓаат. И па и Closing на албум, ова е аутро на албум на Mandela Effect. Имаше еден стат дека ја имам слушано 56 пати утеков на годинава, од кои 7 пати имам вратено на еден одреден ден, некој јуни, јули, валјда кој денот кој е искочило така нешто. Втора е Stick од Dreamville, JID. Слушаш трапче, брат? J. Cole, не, види, тоа е не знам како да го опишам, брат. Тоа е онака фестивалска песна. Добро, да, тоа е трап. Такво е трап, ама за многу широки маси е трап. Не е за, не знам како да го, многу е енергична, брат. Со Kenny Mason као се дере, со Джид неговиот врз, со J. Cole на крај, све ми се свиѓа околу песната и стварно ја пеам многу одамна, е зборам цело време дека ми е топ омилена песна и као сваќам зошто е на број 2. А трета, што сваќам зошто е тука, ама онака малце е чудно, е Breathe од IDK, од неговиот албум Dogfood, заедно продукција со Кейч Ренада. Ја зборевме малку крајот на втората сезона, ако не се лажам. Да. И четврто место е Самовила. Од нашиот човек Дамка Циглата. Шараут Дамка Циглата. Да. Ова е феноменално, брат. Му кажав, викам брат 100%, викам ќе ми се најде, викам на реп. Верува и ми се смееше, вика нема шанси, викам ја убивам од слушање премногу онака како и ми се најде топ 4 Самовила. Слушајте дечки, слушајте македонска музика. И Private Valet од Larry June од новиот албум, која што исто така е усоработка со The Alchemist. Тие се топ 5 песни, има не знам уште топ, да видам дали ќе можам да ги најдам топ 10, ама углавном знаеш како слушав тоа што сакам да слушам, како преслушував доста ствари, ама на крајот на денот тоа што ми се слушаше, тоа слушам. Као се осеќам и најчесто мудот ми е тој онака како преку од сабајле ќе слушам поенергични работи. После тоа ќе слушам нешто онака преку ден, ако ми се слуша нешто ново, ќе слушам нешто ново и навечер онака се појавува некоја бавна работа, нешто R&B ќе си пуштам. Таква ми е енергијата, таков ми е мудот, тоа ми се и слуша и мислам дека тоа ме опишува ептен ко мене, а еве ќе кажам види брат, као еве само ќе ги спомнам на брзина и следните 5 песни. Пета е All I Need, Wiki и Earl Sweatshirt, исто така тоа е песна од 2011, не од 2022, ами искочи го крајот на 2021, така да може да спадне во Лова, Хилсон Мандела. Една песна од К, еден рапер кој што исто го имам зборено, песната се вика I Love, една од моите омилени песни последниве 2-3 години, Sticky, Drake, класика, мора, и Leave It Up To Me, Jay Worthy и Larry June. Со London Drugs. Ова е тој албумот кој што го имаме зборено овде, кој што има таков 80s feel, кој што е West Coast to the bone онака скрос и мислам дека и добро, на крај Hello Nerd Part 2, West Side Gun, Benny the Butcher, Griselda, Цоби и Гир, Не волеме сви. Time Flies Drake. Time Flies, брат, едно од најдобрите Drake песни ever направени. Апсолутно. И Breakfast in Monaco, исто така, Larry June и Alchemist. Тоа. Добро. Убаво кажа ти на почетокот те опишува плейлистава многу. Апла, онака, као, тоа е, продзирен сум ко стакло, јеби га. Ама немам проблем со тоа, не ми смета тоа, бидејќи се знам кој сум, ме разбираш, као, ова сум ја, брат. Имам си да плейлист, таа не ми се, преслушајте, можете многу добро да го видите мојот музички тест, онака. Имам ствари кои што ги слушам, кои што не можеш, ќе се изненадиш кога би ти кажал дека ги слушам, ама онак, here and there, не се нешто вау премногу. Се тоа што слушам, нормално имаме подкаст кој што го збориме се до тоа и веќе ги имам кажано работиве некаде низ овие сезони што слушам и што точно слушам, така да. Океј, ајде да почнеме со твојата малце по Многу брзо поминаме некако, брат. Па види сега. Ти кажав, провидлив сум, годинава, поише и тоа за многу ми влија и работата, искрено. Значи, мојата работа е малце таква каде што не ми дозволува да слушам музика, дур сум на работа. И тоа ми е малце проблем, ама од друга страна, јевига, животот е тоа. И онака сега слушам музика која можам да слушам и гледам да слушам максимум што можам највеќе, не ќе да бидам таков стат бустер да лупам у позадина на намален звук, не го правам тоа, така да
Бројките си го објаснуваат своето. Почнам со мојата, ја имам 76.500 Фу! минути слушано. Дури поише од лани, сега верав дека лани сум имал 71.000. Овие околу 70.000 сум овие 3 години, почнувајќи од ковид. Ја искрено очекував дека оваа година ќе имам помалце. Сега само не знам уште една работа која сме више кај минутиве. Кога гледав за подкасти ми излегува уште 20 и нешто илјади дека сум слушал подкасти. Сега прашањето ми е дали се ова вкупните, дали од 76 ми се 50 и нешто музика, 20 Валја не. подкасти. Најверојатно не е така. Најверојатно не, дека тоа си е посебна категорија. Ти дава и посебна категорија за подкаст. Предпоставам дека не е така, али ова е многу добра бројка и сум среќен поради оваа бројка бидејќи за разлика од тебе, јас на пример слушам музика постојано Да. како придружба на се што правам. Пред се тука трчање, вежбање, возење кола, летово многу возев кола низ цела Македонија, постојано патувам, постојано движам низ град. Постојано сум дома, работам на компјутер, слушам музика во позадина. Имам многу моменти кај што слушам музика и сакам да го правам тоа и затоа и мене многу често и различно ја перцепираме музиката која слушаме бидејќи мојата е многу поише онака по фил. Топ 5 артисти, ово исто можам да кажам дека се моите топ 5 артисти за оваа година, се слагам со ова. На прво место Burna Boy, второ место М Ханчо. М Ханчо ми е брат од 2019 од неговиот проект Утопија, мислам дека се викаше. Да. Уште тогаш брат рандом го имав стимнат од една страна за албуми, го слушав, се сеќавам еднаш патував на Солун, го слушав него, многу уникатен, многу отскокнуваш од се друго што слушав тој период, тогаш се навлеков и на британската сцена, ама М Ханчо е многу Джей Хас добар М Ханчо, артист. тоа беше тоа. Да, М Ханчо извади оваа година албум, го слушам постојано, многу го сакам и можеби не заслужува второ место, али као топ 5 ми е 100%, ама чим е второ место, значи стварно сум го Да. ми бил во ротација постојано, онака бидејќи ми се свија неговиот звук, а истовремено неговата содржина и текстовите му се многу мотивирачки, инспиративни и се поистоветувам со голем дел од нив. И ми се допаѓа тоа. Трето место Дрейк, тоа е тоа, постојано го слушаме. Четврто место ми е Адекунле Голд. Според мене, ја мислам дека на листите ќе оставам него како артист на годината. Тој е еден афробит артист од Нигерија кој оваа година на страна од Burna Boy и Wizkid кои се The Usual Suspects. AG Baby ми влезе многу поише во ротација и пети ми е Future, што е многу интересно бидејќи неверојатно го слушав албумот повеќе пати, ама и неверојатно бил на многу фичер што сум ги слушал. Сигурно, да. Бидејќи не се сеќавам дека слушав стара музика од Future. Не, а? Тоа ми е тука чудно. Најверојатно е албумот, или можеби Wait for You сум ја слушал 100 пати. Па ја би поише идел на таа варијанта дека е Тука се неколку неколку синглови, песни, да. него ли дека го имаш слушано I Never Liked You онака Можеби 10-15 Можеби 10 пати сум го преслушал. Имаш? Па да, Тоа е- можеби. Тоа е добро. Можеби. Топ песни Roller Coaster од Burna Boy и J Balvin. Ова се сеќавам како ми стана топ песна, брат, која бев еден викенд у Охрид летово. Буквално цел ден ја слушав на репит само таа песна. Не можев да престанам да ја слушам, као друга беше. Фер. Второ место Last од Burna Boy. Песна која Класик. ја збориме више, ја пуштам кога ќе можам во клубови и за мене ќе биде на број еден песна за као хит, као клубски бенгер за оваа година. Дефинитивно. Трето место ми е песната Mercy од Адекунле Голд, која спомнав, исто така афробит, интересна трака која искрено ми е едното милените, да речеме, не тие клубски, него оние омилени песни, најслушани песни што ги Так. зборевме за нашите листи. Четврто место, ова е најголемиот шок. Раста, AMG versus Куседу Мауди. Оваа песна од пред неколку години, брат. Бевме на момачко со другарите у Будимпешта и Белград и мислам дека 3 дена само оваа песна ја слушавме. Цело време пијани и цело време свиреше оваа песна, брат. Значи, кога ги видов листите, си викам, леле, брат, ми ја момачкото ми го еба Spotify реп така за сите пари. И за тоа вака скришно само ја ставив, не ја ставив сите топ сонгс, да ја само како скришно заедно со артистите на што може помало да не се приметува. Фер, ама добро, оправдано, тоа е. Има и такви моменти, јеби ги. И пето место ми е Staying Alive од DJ Khaled, Drake и Lil Baby. Неколку пати кажав на овој подкаст и неколку пати пишав во Дискордот, за мене стварно една од најдобрите песни годинава и едното милените мои најслушани, очигледно јако излезе релативно касно, можеби искочи летово или нешто на крајот на летото беше, али постојано во ротација, многу пати на репит и ми се свиеше тоа.
Топ 5 жанрови. Овде имам еден коментар да дадам. Мислам дека не им се точни жанровите на Spotify. Прелоши се, затоа не ги ни спомнав. Прво место ми е рап, второ место ми е Nigerian pop. Ова до лани се викаше Afrobeat, сега се вика Nigerian pop, што е уште попогрешно. Катастрофа. Бидејќи многу од работите кои ги слушам доаѓаат од Британија или од друго место и не е поп, него не знам, можеби таму е поп више станато, не е ни битно, ама као многу лош назив е Nigerian pop. Трето место ми е UK hip hop, ова е супер и овде М-Хан што припаѓа, Central C припаѓа, го слушам кога трчам. Така. Нефи Смолс од време на време имаше добри проекти кои ги преслушувавме од британската сцена, така да Дейв и други ствари, така да ова е точно. Четврто ми е Амапиано, го зборевме Амапианото повеќе пати тука, South Africa in the house. Пето место ми е Dancehall, брат. Dancehall сигурно сум дека не слушам и не знам што има точно Spotify пишано под Dancehall, бидејќи Dancehall е музиката која доаѓа од Јамајка. Сигурно некој афробит, некој афробашмен песни ги имаат ставено под тој чадор Dancehall, што е сосема погрешно, али тоа е што е. The Adventurer, добро, ова сега претпоставам дека ти беше и тебе така. Сега да зборам малку за подкастите кои ги слушав, бидејќи имам 20 и нешто илјади минути преслушани подкасти. Од нив можеби 5000 минути ми се више успиење само вртело по. Да, бе, разбирливо. Можеби дури 10.000 онака ми се само како вртело дека сум спиел, али и голем фан сум, искрен фан сум на слушање на подкасти, многу се навлеков на овој долгометражен формат и многу ми одговара кога се одмарам пред да заспиам во текот на денот, кога сакам да, кога не ми се слуша музика, кога сакам малце поинаку да дознам нешто, да научам нешто. Имам неколку милени подкасти кои ги слушам. Лекс Фридман ми е на прво место, секој вечер пред спиење, мојот човек Лекс. Второ место ми е Агелас подкаст, ќе кажам сигурно најпознатиот подкаст на Балканов. Агелас од Галеб, од Србија, можеби некој од вас го знае, порано беше водител на MTV, има работи на други работи, интересен подкаст, поише стилот на Джо Роган, можеби не до толку чудни теми, али обработува теми актуелни за Србија и за Балканот со гости од Србија и од Балканот. Трето место, еден од моите милени подкасти, го зборев и лани, The Road Podcast. Ова е еден подкаст за DJ, односно од DJ за DJ, они ги викаат working DJs во Америка, значи не оние суперстар DJs ко Дипло и ко Давид Гета и ко сите тие, него баш онака DJ што пуштаат секој ден во барови, во клубови, на свадби, корпоративни настани и слично. Многу информативно, едва го чекам да излезе секоја среда и го слушам начесто преку ден, додека раскривам слобода, дека правам некои други ствари. Обавезно го преслушам, имаат многу интересни гости, знаат и да обработуваат многу интересни теми во поглед на која музика се пушта и која музика се слуша во Лас Вегас, цела Америка, каква опрема се користи, предности мани на опремата. Многу често знаат да им дојат на гости легендарни диџеи од Њу Йорк, од Лос Анџелес, да раскажуваат приказни од минатото како функционирале работите. Многу онака Hidden Gems, цел подкаст е пун со Hidden Gems. Четврто место ми е Джо Роган, не го слушам толку многу. И пето место ми е Blood Red, The Liverpool FC подкаст, кој исто така го слушав лани посебно, додека беше таа крајот на сезоната, така беше многу интересно, како секој ден бев у текстот тие ствари. Тоа беше отприлика мојот реп, ќе кажам само благодарности за сите нас кои не слушаат као Пандамониум. Добивме и реп на Пандамониум подкастот. Нашиот подкаст е топ подкаст за 79 фанови и благодарим од срце за тоа. На 145 име во топ 5 и на 158 име во топ 10. Огромна благодарност до сите кои не следите и не слушате, и посебно на Spotify кои не слушате, бидејќи сакаме да биде исто како што е видеото важно за еден подкаст, аудиото уште поважно за да се одржи вистинскиот формат на овој формат. И фала и на тие што не гледате на YouTube, фала и на тие што не слушате на Spotify или комбинирано како и да ви одговара. Апсолутно, нас ние во ред. Сме извадиле 27 епизоди, 2000 минути. Ми сме били слушани во 14 земји и имаме пораст од 300% слушаност по саат, што е многу, брат. Искрено, најгорд сум на фактот дека имаме извадено 2000 минути контент, дека недела за недела, вклучувајќи и големата пауза во летото кое што имавме, пак е огромна бројка за нас, огромен мајлстоун за нас, за секоја недела да се пушнеме, да дојдеме овде да снимаме, да кажеме тоа што имаме, да
да правиме работи со кои што би биле и во константен енгејџмент и со луѓето кои што не пратат. За тие на крајот да е возврата таа енергија, ви благодарам најмногу. Добивме и некои други статс кои што однака и мене ми беа и чудо невидувачки. Искрено не знам од каде и како дојдоа овие. Тоа е дека топ епизода ни е онаа Тайга и Honestly Nevermind. Добро, разбирливо, тогаш ја пуштнавме епизодата еден ден. Да. Почекавме да дојде да настапува Тайга во среда во Скопје, ние четвртокот сабајлето станавме и одма снимавме, имавме мали проблеми со видеото, не може да се аплодира, а луѓето сакаа да слушнат кога сме си поминали на Тайга. И мислам дека заради тоа и беше многу актуелна тема и плюс тоа што немавме видео, можеби додаде на бројките кон аудиото. Исто така. Ни кажаа дека ова не знам врз основа на што е базирано и како, али бројките ме чудо не видуваат. You're in the top 15 most followed podcasts. Не знам што значи тоа, али онака како не знам колку followers имаме. Sounds big, искрено не можам ние. И your podcast was in the top 10 most shared globally. Фала ви. Фала ви, дечки, као искрено ме оставивте без збори ово кога го видов. Знам дека и ние го шернуваме подкастот и цело време ми само мандека. Да, предпоставувам, искрено предпоставувам дека има многу квантитативно има многу подкасти на мрежата на Spotify и многу од нив најверојатно не имаат никакви шерови или можеби имаат само по 1-2, ние ако имаме по 7-8 неделно, можеби тоа више е као да. Те одвојува многу од целата група што нема ни еден. Али сепак топ 10 од кој знае колку сигурно има 100.000 не е воопшто малце и ако бројките го се споредат со YouTube и со она балканското го гледаме прегледи, тие ствари се многу мали. За нас бројките се небитни кога стрекаме луѓе и кога онака кога тоа е небитно. Која е новата епизода или онаа епизода беше добра или кога следен гостин или тоа е тоа што ствари не драйва и не бутка напред. Уште само ќе додадам дека 53% од тие шерови се со директен линк, што значи препраќање од еден на друг, 40% се на Instagram, 4% се на некои други вакво, 2% се на Snapchat, кој да не шерува на Snapchat. Вау. И како иде тоа? Не знаеме, ние сме повери. 1% на WhatsApp, јас Snapchat немам користено од 2017 година, и 1% на WhatsApp. Така да значи на крајот на денот не е ни поголемиот дел на Instagram, каде што барем ја го шерувам кога ќе извадиме нова епизода. И не знам што да кажам, као видов дека и онака Rory and Mal се у топ 1, а Rory and Mal се као едни од најголемите подкастери во Америка, они се у топ 1, ние сме у топ 10 и онака не знам како чудно ми е, многу сум благодарен на сето тоа, многу сум благодарен на луѓето што не поддржуваат. Стварно ни значи премногу тоа и затоа цело време и го зборам тоа, ако не видите некаде, не видите странци, дојдете поздравете, не се значи премногу онака. Самиот тој факт дека не слушате, дека сте тука со нас, сте дел од Пандамониум, онака Пандамониум ништо немаше да биде ако не бевте вие и вашата поддршка, така да вечно благодарни и се надевам дека сме ви доволно интересни за цело време и секоја недела да доаѓате и да се приклучувате ново и да не слушате. До сега, значи моментално не знам колку време збориме, Дарко го има саатот, ја пливам онака само и не знам, огромна благодарност за тоа. Ова е прв пат да видиме вака, мислам, лани имаше некои други бројки за подкастот, не беа вака скоцкани. Лани беше првиот прелаз, втората сезона не беше првиот прелаз од онлайн радио кон подкаст и почнавме да го градиме фоловингот на подкаст, бидејќи е тотално различно од лайв радио шоу до подкаст. Многу луѓе не се сеќаваат на тоа, така да. Да. И за овие бројки се многу добри. Да, заради многу ми е мило дека е тоа така, бидејќи стварно не значи тоа, не ни значи views само по себе, не ни значат онака, ама ни значи ова дека цело време сте во константен engagement со нас, заради тоа постои Discord каналот кој што константно го спомнуваме, бидејќи доколку сакате like-minded people, онака како не like-minded, не тоа е лош збор, туку да се поврзате со луѓе кои имаат истата пасија, кои што имаат истата пасија за музика како вас. Од тој поглед like-minded, не дека и 20 да го сакате новиот албум на Метро, онака како има секакви луѓе во Дискордот, најразлични возрастни групи, ама
мислам дека успеавме да направиме еден добар онака склоп на луѓе кои што стварно се за музиката која што ја слушаат и многу добри муабети се прават, може да се споите онака се има. Дури гледам дека има и дружба. Веќе има дружба. Мислам тоа е и онака излегува надвор од Дискордот и многу е добро дека е тоа така. Тоа не беше целата замисла и многу сме среќни дека е тоа така. Затоа ви велам бројите не значат ништо. Не значи дали ќе има и 100.000 луѓе ако ние не можеме да допреме лично до 50 од вас. Сакаме да бидеме тука помеѓу луѓето, такви сме и јас и Дарко. Така да огромна благодарност за тоа што сте овде, што не поддржувате, што не слушате, што ни давате фидбек. Ни значи најмногу на цел свет. И ете, се надевам дека следната година уште толку ќе бидат по-успешни и чудо невидливи бројките за нас од овој аспект кој што ги зборам, не за колку прегледи има на нашите епизоди, тоа воопшто не ми е битно. Се дурта онака тие кор луѓе, таа кор група на луѓе кои што не пратат се тука до нас, мислам дека we will be alright. Kendrick Lamar референц? Да. We gonna be alright. За крај само да подсетим уште еднаш дека гласањето за најдобри пикови за најдобрите албуми, синглови, македонски изданија за 2022 се достапни кај нас на Дискорд. Приклучете се на Дискордот, гласајте. Ни значи ова прв пат го правиме за да слушнеме од вас официјално, не само низ муабети, него ајде сега да видиме како ќе ги изберете топ 5, бидејќи секој може да каже абе овој е најдобар. Ајде да видиме топ 5 кои се твои онака. Да. Избери ги. Официјално е, не дека некој е официјално, ама као ќе се подразмислиш малце сад, дали ми е боле Джит или дали ми е боле Пуша Ти, кој да го ставам втор, кој да го ставам трет. Дали Дрейк и 21 треба да влезат тука, дали може и Метро Бумин треба да влезат тука. Апсолутно. Бодирани се, пак ќе кажам, начинот на кој што ги редите од 1 до 5 има разлика. Влезете, гласајте и ќе видиме на крај. Ќе следат постови, ние моментално ги спремаме нашите листи. И кој што кажавме уште на почетокот од епизодата, онака спремни сме со ствари кои што сакаме да ги оствариме до крајот на годината, а тоа е вадење на нашите листи кои што се дешаваат веќе трета година поред и за прв пат вадење на листата од Discord комјунитито, бидејќи стварно решивме дека нормално, кој што го велиме ова не го велиме за џаби, вие сте дел од Пандамониум, заради тоа и го правиме ова чисто за да се даде глас и да се даде еден шараут за што се слуша во Дискорд, што се вреднува, што се поштуе и да се видиме до кај сме и што сме. Ние ќе добиеме резултати од секој индивидуално, не знаеме кој за што гласал, немаме увид кон тоа, ама генерално можеме да ја видиме сликата онака што се слушало, што не. И да видиме и како кореспондира тоа со тоа што се зборело и како се зборело за албум кога искочил, бидејќи најчесто моментот кога ќе искочи некој проект секогаш има галама кај нас во Дискорд и секогаш има луѓе кои што се спротивставуваат, кои што се контраат, им се свиѓа, не им се свиѓа. И заради тоа сме тука да направиме една добра дебата. Има добри муабети, има цело време добри конверзации за најразлични теми. Ова го збориме цело време, така да ве молам, приклучете се, тагнете не, say WhatsApp и се гледаме во следната, Дарко. Тоа, се гледаме следна среда. Поздрав. Чао.